Почнуваме со вестите. Годината полека, но сигурно одминува. Голем дел од зацртаните проекти се завршени, а некои допрва ќе се завршуваат, а некои се во план. И за тоа се потребни средства, се разбира, од буџетот на општина Штип. И за таа цел е изгласан буџетот на општината за наредната 2018 година. Приоритетни проекти се детската градинка во населбата Сењак, изработка на проекти за брана на реката Отиња и секундарната гасификациона мрежа, обиколницата, а се очекува со помош на централната власт Штип да го има и првиот мал затворен базен. Градоначалникот на општина Штип Благој Бочварски денеска го образложи и го бранеше буџетот за наредната година. Изгласен буџетот на општина Штип за 2018 година. Основниот буџет е проектиран над 470 милиони денари, кој е за 7% намален за разлика од буџетот за 2017 година. Градоначалникот Благој Бочварски за прв пат го бранеше и го образложи новиот буџет, а за намалениот основен буџет вели дека се должи на намалување на непродуктивните трошоци, како што се репрезентација и набавка на возила. Приоритетите во буџетот за 2018 година ќе изнесуваат 180 милиони денари. Како еден од поголемите проекти ја наведе изградбата на детската градинка Сењак, во која општината ќе учествува со 55%, а останатите пари ќе се обезбедат преку Бирото за рамномерен регионален развој. Од оваа година почнува и проектот изградба на брана на река Отиња. Браната на река Отиња е проект кој што го ветивме и проект кој што е со консензус, мислам дека прифатен во нашиот град да биде реализиран. И тој проект успеавме да излобираме да влезе во програмите на Министерството за земјоделие, да биде да се одвојат средства за допроектирање на оваа брана и веднаш кога ќе биде готов проектот, заедно со сите фази, ќе почнеме со реализација на браната на река Отиња, така што оваа година од буџетот нема да трошиме средства, но успеавме да обезбедиме средства од централната влада. Бочварски забележа дека во буџетот се планирани средства од 6 милиони денари за изработка на основен проект за секундарната гасификациона мрежа. Во делот на улиците, обиколницата која што се работи веќе, јас ги поделив на неколку фази. Тоа е првата фаза која што се работи сега и која што продолживме да ја работиме и во овој период. Во фаза сме на проектирање на втората фаза, или од влезот на предпријатието Баргала до булеварот Гоце Делчев, до таму каде што треба да реализираме еден кружен тек и потоа да продолжиме со третата фаза. Така што за оваа година планираме да ја завршиме првата фаза, односно до Баргала, и да почнеме со реализација на втората фаза од влезот на Баргала до булеварот со кружниот тек. Предвидени се и пари за реконструкција на една од најфреквентните сообраќајници во градот, а тоа е во населбата Сењак. Ќе се гради прифатен центар за бездомни куќиња, зголемени се и парите за образовните институции, а преку Агенцијата за млади и спорт ќе се гради и првиот мал затворен базен. Во преговори сме со Агенцијата за млади и спорт за да обезбедиме средства за изградба на затворен базен со помали димензии во населба Сењак во училиштето Димитар Влахов. Тоа е мал затворен базен и ние ги веќе подготвивме сите документации, техничката документација која што е да побара од нас за да бидеме први во Република Македонија кои што ќе добијат ваков проект, и верувам дека сега сме на исчекување нив да видиме каква ќе биде нивната одлука. Верувам дека во наредните месеци ќе отпочне реализација на тој проект. Предвидени се и пари за градскиот стадион, монтажни трибини за неколку игралишта, изградба на околу 10 спортски игралишта во општина Штип. На денешната седница на Советот, позицијата и опозицијата си ги покажуваа силите на одредени точки. Опозицијата присуствуваше на денешната седница, но најави дека денеска се само за буџетот, а во наредниот период ќе имаат и порадикални мерки. Со ова не сакаме да ги ставиме граѓаните на општина Штип заложници на ова политичко случување, туку сакаме да порачаме дека ние сме овде во интерес на градот и во интерес на граѓаните. Така и ќе продолжиме во наредниот период да делуваме. Што се однесува во делот на поддршка на притворените македонски патриоти, на наредните седници на Совет ќе продолжиме со бојкотот, но исто така нашиот револт, нашето незадоволство ќе го преточиме и со други методи на делување, односно со блокирање на раскрсници на булевари, се со цел
да се покаже на оваа власт, на оваа хунта, дека не треба неистомислениците да се затвараат и оние кои што ја сакат и бранат Македонија да бидат во затвори. На денешната седница на Советот на општина Штип беше верификуван и мандатот на советничката Сонја Нацевска, која доаѓа на местото на Ален Георгиев, кој беше носител на советничката листа на СДСМ, а си поднесе оставка, бидејќи ја извршува функцијата директор на Штипската клиничка болница. Министерството за образование и наука и Фондот за иновации и технолошки развој распишаа јавен повик за финансирање на научно-истражувачки проекти во основните и средните училишта насловен Предизвик за млади истражувачи. Овој проект денес во општина Штип беше представен на образовниот кадар од Штипските училишта. На предизвикот за млади истражувачи, организиран од Фондот за иновации, може да учествуваат, односно очекуваме да се пријават проектни тимови од училиштата, составени од наставници и од ученици. Очекуваме истражувачки проекти кои што ќе бидат од природните и техничките науки, ќе се основаат на научен метод, да вклучуваат формулација, тестирање и потврдена хипотеза по пат на експеримент и наблюдување. Очекуваме проекти кои што ќе имаат видливи резултати. Предизвикот за млади истражувачи, јавниот повик, започна на почетокот на овој месец, декември, и рокот за пријавување е се до 15 февруар. Ќе бидат доделени грантови во максимален износ од 300.000 денари во две категории. Значи, прва награда, категорија прва, истражувачки проекти во основното образование и втора категорија, истражувачки проекти во средното образование. Исто така, опремата набавена со средствата доделени преку наградите ќе остане во собственост на училиштата добитници на наградите. Ајде, уште момент. Да, може да бавите. Од утре Штип ќе има спортски центар за пинг-понг како еден од 4 во Република Македонија. Со зборник и штипски роднокрајни автори, денес во Штип беа одбележени 94 години од раѓањето на големиот поет Ацо Шопов, еден од основоположниците на современата македонска книжевност. Во зборникот се објавени дел од поетскиот опус на 15 на штипски поети, следбеници на големиот Шопов. Со промоција на зборникот на штипски роднокрајни автори, денес во спомен собата на Ацо Шопов се одбележаа 94 години од неговото раѓање. Во зборникот се објавени песни од 15 штипски автори, членови на Друштвото на писатели и следбеници на Шопов. Во зборникот може да се прочита дел од поезијата на Михаил Ренџов, Благој Самоников, Ристо Лазаров и други. Промоцијата на овој зборник на денешната манифестација значи запознавање на штипската публика со тоа колку следбеници на Ацо Шопов во неговиот роден град до сега има, а се надевам во иднина таа традиција ќе продолжува и никогаш нема да престане, бидејќи тоа си е нормален тек на работите. Издавачи на зборникот се Домот на културата и Штипската библиотека, односно роднокрајното оделение. Имаме собрано неколку песни кои што се многу интересни и добри за целата публика да може да се соочи со тоа што го пишувале нашите поети. Поетот, академик и преведувач Ацо Шопов е роден 20 декември 1923 година. Тој е еден од основоположниците на современата македонска книжевност. Неговата прва збирка песни е прва книга на македонски јазик објавена во Слободна Македонија. Во рамките на програмата за одбележување на 94-та годишнина од раѓањето на големиот поет, револуционер, академик и општественик Ацо Шопов во организација на општина Штип и на Домот на младите се одржа традиционалниот надпревар во рецитација на стихови од Шопов. Ученици од основните и средните училишта на сцената на Домот на младите на мощнев, впечатлив начин потсетија на незаборавната поезија на големиот поет. При тоа беа доделени признанија и награди за најуспешните ученици, а тоа се Благица Постолова од Општинското основно училиште Димитар Влахов, Ивана Давкова од Славејко Арсов, Ангела Фенева од училиштето Ванчо Прке, Милена Глигорова од Саба,
И пофалница доби и Стефан Михов, исто така ученик во Саба. Пригоден реферат за животот и творештвото на Шопов прочита Димитри Георгиев. За утре вечер во план се два преубави културни настани за ваше предновогодишно расположение и за убаво поминување на вечерта. Културно-уметничкото друштво Ристо Донев Учителот утре вечер ќе приреди новогодишен концерт на сцената на Центарот за култура Ацо Шопов, а почетокот е во 19 часот. Кото Ристо Донев Учителот со новогодишен концерт, еве амбиент новогодишен веќе започнува. Каде концертот, во колку часот влезот, дали ќе биде слободен? Да, традиционално како и секоја година пред нова година се одржува нашиот полугодишен концерт за да младите играорци покажат на публиката што е она што го учат напорно цела година. Концертот ќе биде во Домот на културата во четврток, значи што е утре, почеток на концертот 19 часот. Билетите се продаваат по цена од 50 денари и може да се набават во самиот културен дом. Имавте концерти претходно во Центарот за деца со посебни потреби? Па да, пред 2 дена, во понеделникот, значи во очи на Свети Никола, традиционално веќе 5-та година, со Сдруженијето Цивитас одржавме хуманитарен концерт за децата со посебни потреби, каде што средствата собрани од овој концерт ќе бидат донирани за набавка на специјално возило за нивни потреби. И можам да кажам дека концертот беше многу успешен, бидејќи салата беше преполна, се бараше карта повеќе. За новогодишен концерт што ќе видат публиката? Па публиката ќе види многу нови работи, многу радост, многу ентузијазам и мислам дека ги поканувам сите граѓани кои може да повели за да видат што е она што ние го работиме. Ете уште еден културен настан за утре вечера, ваше е да одлучите каде ќе бидете, бидејќи и двата почнуваат во исто време во 19 часот. Градскиот дувачки оркестар утре вечер во мултимедијалниот центар Бриони ќе одржи новогодишен концерт. Почетокот на концертот е во 19 часот. Штипскиот градски дувачки оркестар утре во мултимедијалниот центар во Штип приредува новогодишен концерт. Почитувани сограѓани, чест ми е да го најавам новогодишниот промотивен концерт на градскиот дувачки оркестар од Штип со почеток од 19 часот на 21.12.2017 година во мултимедијалниот центар на општина Штип. Сакам да се заблагодарам на општината Штип за овозможувањето на овој концерт. Градскиот дувачки оркестар ја продолжува штипската традиција со оставени ученици во средното музичко училиште, студенти на музичката академија и ентузијасти. Да изразам една огромна благодарност до сите музичари и уметници кои го прифатија предизвикот да бидат дел од овој оркестар, кој е вид продолжување на долгата штипска традиција музичка. Учесници се ученици од Средното музичко училиште, како и професорите од Сергеј Михайлов, студенти од Академијата, Музичката академија и ентузијасти, слободни музичари кои го прифатија предизвикот и се дел од овој оркестар. Новогодишниот концерт на градскиот дувачки оркестар е со богата свечена програма и репертоар. На утрешниот концерт граѓаните на Штип ќе може да слушнат еден репертоар во кој се застапени разнолики композиции од повеќе автори, од повеќе разни стилови, така да се трудовме да направиме една програма која што ќе биде прифатлива за пошироката публика, така да граѓаните ќе имат можност да слушнат дела од популарни цртани серии, популарни блуз теми, популарни поп-рок теми, по некој класично дело, се наоѓа по некој марш и така се надевам дека граѓаните ќе уживаат. Концертот на Штипскиот градски дувачки оркестар ќе трае околу 1 час.
се одржа конференција за поуспешен туризам. Развојот на туризмот бележи нагорна линија во последните години, но за уште подобри резултати потребен е развој на туристичките зони, изградба на инфраструктура, зголемување на бројот на хотелски и сместувачки капацитети, законски измени за намалување на нелојалната конкуренција, но и поголем фокус на домашните туристи. За сето ова потребно е донесување на национална стратегија која во моментов Македонија ја нема. Ова се дел од размислувањата на учесниците на денешната конференција за развој на туризмот во Македонија, организирана од Министерството за економија. Државниот советник за туризам и угостителство Шовкет Хазари вели дека националната стратегија била изготвена во 2016 година, но поради приликите во земјава не е донесена. Се надева дека до крајот на јануари и почетокот на февруари таа ќе биде донесена и ќе почне истата да се имплементира. Досегашните преземени мерки, рече тој, покажале резултати во областа на развојот на туризмот. Туризмот, иако е најранлив во последниве 8 години, е единствена гранка која има раст од 100%. Идејата е да дојдеме до 3 милиони ноќевања или 1 милион посетители. Во моментов имаме околу 900.000 евидентирани гости, вели Хазари. Сдруженијето ИН Виница почнува со проект за стари лица кој ќе се реализира во текот на наредната година. Сдруженијето ИН Виница во период од 1.11.2017 година до 31.8.2018 година ќе го спроведува проектот за подобар живот, кој има за цел да се изработат локални акцијски планови за социјална инклузија на старите лица на општините Виница и Македонска Каменица. Очекуваните резултати на проектот се изработени и усвоени локални акцијски планови за старите лица на овие две општини и соодветна подигната јавна свест за социјална инклузија на старите лица во Виница и Македонска Каменица. Проектот го спроведува Сдруженијето ИН Виница во рамките на проектот Презими, акција за социјална инклузија на старите лица, кој што е спроведуван од Црвен крст на Република Македонија, а е финансиски поддржан од Европската унија, Австрискиот Црвен крст и Австриската агенција за развој и соработка. Гледаме дека денес имаме два конкретни проекти, тоа едни од проектите се наменува токму за старите лица, додека другиот проект е проект за миграција и миграција на територијата на нашата општина. Тие два проекти можам да кажам дека са слични едни меѓу други, бидејќи емиграцијата на луѓето ни остава простор да општина Виница останува стара општина или претежно во нашата општина живеат постари луѓе. За сите љубители на пинг-понг од утре ќе имаат уште поубави услови за тренирање. Утре во Штип на свечен начин ќе биде отворен спортскиот центар за пинг-понг како еден од 4 во Република Македонија. Пинг-понгарскиот клуб УГД Студент и Иване Барбареев како координатор ќе тренираат и подготвуваат пионери и младенци на возраст од 7 до 14 години. Под покровителство на Олимпискиот комитет и на Пинг-понгарската федерација на Македонија за прв пат ќе се отворат 4 спортски центри за пинг-понг и тоа во градовите Штип, Прилеп, Крио Паланка и Скопје. Пинг-понгарскиот клуб УГД Студент, како еден од најперспективните во Македонија, е одбран за функционирање на спортскиот центар во Штип. Како координатор на центарот ќе работи Ване Барбареев, под чие раководство ќе тренираат и ќе се подготвуваат пионери и младенци на возраст од 7 до 14 години. На свечениот чин на отварањето на спортскиот центар во Штип, покрај останатите пригоди гости ќе присуствуваат уште и председателот на Пинг-понгарската федерација на Македонија, Горан Тиловски, и Сашо Поповски и Васил Топурковски, како представници на Олимпискиот комитет на Македонија. Свеченото отварање на спортскиот центар за пинг-понг во Штип ќе се одржи во четврток 21 декември во спортската сала Јордан Мијалков со почеток во 18 часот.
Со слика и тон за отворањето на новиот спортски центар за пинг-понг гледајте и слушајте во утрешните информативни емисии на Ирис телевизија. А овде го заокружуваме вечерашното издание на вестите на Ирис телевизија. Благодарност за вниманието и имајте пријатна вечер.